Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Да ви ги честитам новогодишните празници со желба за многу здравје и оваа година да биде многу подобра од претходната. Денеска е прв работен ден во новата 2026 година. Нема да зборуваме за конкретна диагноза во областа на здравството, меѓутоа ќе зборуваме како да се смени перцепцијата за да имаме подобро здравство. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Филип Гучев од клиниката за ревматологија. Доктор Гучев, добре дојдовте во Добриот доктор. Фала што ме поканивте повторно. Срекна нова година на сите гледачи, се разбира, и се надевам како секогаш почнуваме една многу убава и здрава година. Токму така, и еве кажав дека денеска ни е прв работен ден, сам почеток нели на новата година, па еве да направиме една тема нели малку поразлично од она што ни е стандардното. Доктор Гучев, ви имате долг стаж нели како доктор на клиниката за ревматологија, веќе имате искуство нели и во тоа што го работите, меѓутоа и како функционира самиот здравствен систем. Па еве за почеток би ве прашала како да се смени перцепцијата за да имаме подобро здравје. Да, сега зборувавме баш со вас за ова, дека оваа година ќе биде 16-та како работам на ревматологија и тоа време магично брзо тече. И нешто што убаво се развива со тек на времето е можеби една, се трудиме што поразумна перцепција за околината. Некако и за нас како лекари, за пациентите и за целиот систем. Всушност се остави еден впечаток дека системот во основа сум им кажувал, сум работел и на различни места, навистина ја сакам државата. И ги сакам нашите пациенти, ги сакам нашите луѓе. Убаво е што знаеме да се критикуваме, бидејќи без тоа не може да одиме напред, но генерално сметам дека сакаме да направиме подобро. Како систем сакаме, мислам и како луѓе сакаме да направиме подобро, бидејќи луѓето го прават системот. Така да ако тргнеме од таа премиса дека всушност, иако не сме богата држава, сакаме да направиме максимум со тоа што го имаме, односно во мојата област ние сакаме навистина да пружиме најдобра можна нега за нашите пациенти, во тој случај стварно мислам дека треба да сме максимално ефикасни. Односно со она што го имаме, она што во моментот го имаме, да направиме максимум и за тоа мислев дека е навистина една убава тема, како после толку време работа тука, како можеме со една ментална гимнастика да помогнеме на сите да ова биде подобро. Така. И кога велиме како нели да се смени таа перцепција за подобро здравје, па би оделе конкретно што би значила групна набавка на лекови и нивна децентрализирана дистрибуција. Да. Тоа што мене ми се лековите страст, тоа сите што ме знаат, навистина ми се страст. Зашто? Заради тоа што како ревматолог тие ни се алатката со која што работиме. Вие првата работа е да ги диагностицираме пациентите. Кога ние ќе ги диагностицираме ке пациентите, во ревматологија веќе имаме протокол, имаме шема што треба да се направи. И посебно ова ме инспирираат, морам да кажам, и младите кои што и тие кога ќе навлезат и ги учат и ги кажуваат овие работи, кога ќе почнат и тие да ве прашуваат, што сега да направиме, што сега да направиме, ние навистина доста често, во последниве 16 години ја што работам, многу пречесто дури се среќаваме со овој лек треба да го набават во странство, или овој лек не е достапен кај нас, или за овој лек, што да ви кажам, во моментот нема достапни количини, посебно за некои нови лекови. Така да, навистина мислам дека можеби ахиловата пета на системот во однос на ревматологијата се тие лекови, односно овој алат што е наш, при што треба да го смениме начинот на размислување навистина темелно тука. Лек е лек. Лекот е препишан по светски стандарди и секој лек е обична работа. Добивам пациенти од различни други места, да кажем, надвор од Скопје, но и од Скопје, на кои што колеги им рекле, некои други колеги им рекле, ама тоа е научна фантастика за нас. Не е ништо научна фантастика за нас. Имаме врвни лекари, имаме добри луѓе, имаме буквално се што ни треба, не може би денеска, но навистина имаме се што ни треба, да буквално ништо не е ни во моментот тоа научна фантастика за нас, ама не треба така да размислуваме. Нема научна фантастика, се е нормално. Се е базично, се е нормално, се што пишува во тие протоколи и ние можеме
и да го дадеме, и да го диагностицираме, и да го направиме. А ако навистина има нешто што е понапредно, па ние сме една држава во центарот на Европа. Си имаме сите, ние соработуваме и ги прошируваме мрежите на соработка со околните држави и подалеку и до САД се разбира. Имаме и пациенти што се третираат во САД, па ние помагаме во целата таа работа. Така да, тоа е вистинско задоволство да гледате како тие напредуваат. Така да, првата премиса, може да се многу зборам, ама ова ми е навистина страст, првата премиса е сите лекови се нормални. Втората премиса е како сега до нив. Епа, во основа сите лекови ги произведуваат големи светски компании. Што значи, ние сме мала држава, тоа не е спорно. Но ние сме сериозна држава, ние сме добра држава, нема зошто да не, мислам, тоа се повеќе се покажува. Така да, кога најпростиот пример е квантешки пазар. На квантешки пазар се е поевтин. Тоа е основен еден принцип. Така да, една централна набавка на се што е во медицината. Претходно зборувавме, не е моја област, па извинете, но може да зборуваме и за колена и протези, хируршки и слично, но јас работам ревматологија, лекови. Ако има централна набавка, каде што се набавува на едно место, а не што често знам да кажам секој ходник во клинички центар прави свој тендер, односно своја набавка, тоа е, во тој случај верувајте цените сигурно би биле пониски. Кога тоа ќе се направи, значи буквално со истите средства што ги имаме, ние скоро сигурно добиваме повеќе. Добиваме веќе можност да третираме повеќе пациенти. И се разбира... Кога се прави групна набавка, секако може да се симне и цената, како што велите, да не одат поединечно сите. Заради тоа генерално во светот се работи така. Дури, пошто правиме веќе ментални гимнастики, кој би имало можност, например, да се окрупнат повеќе држави заедно да го прават, да ги преговараат цените, уште побаво да се каже, за тие лекови, во тој случај цените на тие лекови би били уште пониски. И на тој начин ние пак би можеле со истите ресурси што ги имаме, секој се разбира, ќе се трудиме за повеќе, но сега зборуваме за истите ресурси што ги имаме, да набавиме повеќе. Да би било навистина голема работа што може да се направи. Сега, кога сме до централизацијата, имаме еден убав систем, нели? Тоа е мој термин кој што е навистина одличен систем, преку кој што сите овие лекови може да се препишуваат. Значи, кога на еден лекар му се дава лиценца, кога на еден лекар му се дава дозвола да работи во одредена област, едно од работите што му се дозволува е да ги препишува лековите. Лековите се разбира, треба да се препишуваат според протоколи кои што се светски. Постојат исклучи од секако експерт опинијанс и слично, тоа го зборуваме надвор, тоа е екстремна мањина. Значи, зборуваме за грото лекови што се препишуваат, треба да се препишуваат според она кое што е светски протокол. И така се прави. Имаме електронски систем кој што тоа може да го направи. Дури може и да ги стави сите овие пациенти во регистар, као што има веќе регистри, за диабет знам дека има. И слично, и да се води, па дури и за оние кои што ги задоволуваат критериумите, во Словенија има таков систем, каде што нивниот систем е онлайн. Секој лекар што си го води пациентот, кога нели како што го води пациентот, кога ќе види самиот систем дека меѓународните критериуми дозволуваат одреден биолошки или таргет лек или whatever, можеме да зборуваме и за други типови на лекови. Во ревматологија антифибротици се користат сега доста и слично. Значи лекови за пулмонална артеријска хипертензија, што да ви кажам, тоа све во соработка со другите интернисти се разбира. Ви дава дозвола да го дадете лекот. И го става на листа државна пациентот, лекарот бира нели тип на терапија што смета дека најмногу му одговара на пациентот и потоа како го прегледува, преку системот го води и тој систем знае дали пациентот соодветно добро е лекуван или можеби му треба друг тип на терапија, бидејќи вие да препишете пак кажам, лек како лек. Истиот лек, дали е биолошки таргет, дали е синтетски, дали е ефтин, дали е мал нешто поскап, може пак да не делува. Може да треба друг, трет комбинација за да добиеме здрав пациент, но кај повеќето случаи добиваме навистина здрави пациенти. Доктор Гучев, пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, да слушнеме дали тие можеби имаат одредени предлози како да се смени перцепцијата за подобро здравје. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете.
Среќна нова да ви биде се најубаво и пожелувам целата година убавина да ви ново. И стој на вас ви посакуваме среќни празници. Вака ме Повелете. интересира доктор Гуче едно прашање. Ќе ме молам ако може да ми одговори. Повелете. Дали има онај лек што го рекламират за глисци за не може да згодам како се викаше. Га има на интернет, дали е точно тој и кај може да го најдем? Така, јас ви Многу благодарам добро многу за прашање. јавањето. Тоа е она, Многу добро прашање. Вики ве Тука известив е затоа баш што и- беше во едно ваше гостување во нашава емисија, оние што ги прават лажни реклами, а луѓе во еве потпаѓаат под Значи, такви... прво еден апел. Се што гледате на интернет да не купувате. Значи, не купувајте, лага е. Ако не го препише вашиот лекар, ако не ви го препише во официјален извештај, нема да се излечите, баш напротив, можете да се направите штета, во барем во некој случај, мислам, најчесто само финансиски, но не знаеме што земате. Значи, сето тоа што го гледате на интернет, дури мене да ме видите, еве има лажно видео од мене и Да, од тоа Сања. сакавме да и кажеме да, Конкретно? на нашата гледачка дека не постои таков лик, дека тоа е... Не постои ништо така, ве лажат, ве молам, не купувајте ништо такво. Ништо од интернет што ќе видите. Ако лекар не ви го препишал, ја не сум ви го препишал, било кој друг, значи у професионално лице, лично не ви го препишал, од интернет не купувајте ништо за вашето здравје, ве молам. Тоа, доктор Гучев, имаше и други лекари, еве да не споменувам од областа на медицината и професори, каде што се правеа такви лажни видеа, тие покренуваат одредени постапки, меѓутоа очигледно е дека ништо од тоа не е регулирано, па еве такви видеа и такви пораки ги има по интернет и луѓето можеби веруваат и мислат дека тоа навистина е лек кој што ќе им помогне. Многу ми е жал, но ве молам, уште еднаш апел, од интернет ништо не купувајте без да се консултирате со вашиот лекар и да ви препише соодветен лек. Така. Нема да ви помогне. Еве, јас ништо. се надам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, Да, повелете, вас слушаме. добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до најдобриот ревматолог во Македонија, доктор Гучев. Ви Јас сум благодариме. иначе и негов пациент на клиниката за ревматологија. Би сакал да му поставам едно прашање. Повелете. Веќе 20 и неколку дена имам оток на левото стапало. Проверевме и на ортопед и на кардиологија. Се е во ред. Направивме и доплер. Во ред е венскиот проток. Меѓутоа отокот е 20 и неколку дена стои и имам доста болки кога стапнувам, кога газам. Иначе сум и пациент кај доктор Гучев Бехтеров, јас сум со Бехтер. Така. Па што е сега да преземеме нешто и остане уште ревматолошки да го провериме ова. Да, ревматолошки анализ се Па, предпоставува. Можете се во зависност од лабораториските наводи, можете да си земете, ја обично во извештаите ви пишувам при силни болки одредени лекови кои што за болка, но и се против воспалување. Така да можете да си земете нешто од тие лекови еден период од, да кажем, 5 до 7 дена, да видиме дали ќе влијае, а ако е топол, значи отокот ладни облоги се разбира, но генерално треба да се види. Така да можете да земете еден упат да пројдете да го видиме стопалото, што многу се разликува ладен оток од топол оток, може исто така да се види дали е воспалението тука можда на зглобовите или е меко ткивно, така да прави голема разлика тоа. За сега земете некој лек против болка, може матичниот и да ве буцне, ако имате значителни болки таму, ама да не разбрав дека има некои болки, посебно што ме радува. И можете да земете упат и гледате поскоро да го видиме тоа, без премногу лекови, се разбира. Ако немате болки, не земете ништо, сем движете ја ногата, движете се колку можете повеќе, кога ќе лежите ногата нека биде над ниво на срцето за да отокот може да излезе. Користете ја ногата колку што можете повеќе, се разбира ако немате болки и гледайте дојдете поскоро да ве видим. Така, еве како што кажа е ваш пациент и се надевам дека го слушна одговорот. Дали имаме гледачи? Ало, Да, повелете, во програма сте. добар ден. Добар ден, Се повелете. јавувам од Прилеп, поздрав до студијата среќни празници, поготово до докторот Гучев. Јас сум Благодарим. пациентка од докторот Гучев со ретко заболување и само можам да кажам дека вакви лекари се реткост. Иначе медицинско лице во пензија,
препотентност нема. Едноставно достапен, оптимиста и се лек дава со самиот оптимизам. Ретко заболување, па не е проблем, во светот го има. 2,5 години јас сум сега добра, с докторот Знај, и еден голем поздрав, и еве јавно и министерот да слушни. Вакцивите доктори треба да се наградуваат. А најголема награда за доктор Гучев, ако вие оздравите. Таков лекар е. Така. Јас Голем ви поздрав благодарам. до докторот Гучев и до студиото. Така, ви благодарам многу за јавувањето. Еве да се надоврзам на нашата гледачка која што исто така кажа дека е ваш пациент. Значи и самиот пристап, предпоставам, на лекарот е многу важен кога би зборувале ние за да ја смениме перцепцијата за подобро здравје. Да, навистина е. И на пациентите морам да кажам. Така да ја разбирам дека нели сите сме со различни карактери и тие доаѓаат од лекари кои што имале различни искуства со нив, но нешто што сакам навистина да градиме со пациентите е една искреност. Зборувавме со вас претходно за пациенти што слушаат, наспроти пациенти што прашуваат. А искрено не верувам во оние кои што апсолутно слушаат. Верувам, стварно мислам дека сите треба да прашаат. Разумно се разбира во рамките на времето што го имаме и така да, стварно, мислам, и ние треба убаво да се објасниме и да се објасниме повеќе пати, бидејќи сепак забораваме. Ние навистина како лекари забораваме дека луѓето доаѓаат со доза на страв, колку да нас не изгледа рутински тоа. И многу често се случува например, мене ми се случува да се сум објаснил, дури сум подвлекол и после да се чудиме дека ама докторе не ми кажавте. Разбирливо е, во основа е многу разбирливо, луѓе сме. Јас кога сум бил на другата страна знам како било различно. Така да една доза на разбирање меѓусебно, ве молам, ама и од пациентите, заради тоа што разберете дека и ние некогаш малце човечки го доживуваме сето тоа како рутина, а не треба. И од друга страна дека и ние сме луѓе кои што не чекаат уште многу други луѓе и не чекаат и други работи на клиника, ве молам. Не сме амбуланта. Имаме едукација, имаме лабораториска работа, имаме научно-истражувачка работа, имаме пациенти на оделение, имаме конзилиарни прегледи. Она улетување, јас сум без упат или јас сум со приоритетен, ама не сакам да ме види докторот приоритетно, сакам вие да ме видите, е огромна доза на дисреспект кон лекарот. Заради тоа што разбирам што вие сакате, ама разберете дека ние сме на работа и тој ден не ни е за тоа. Во овој контекст еве ова сега што го зборувате доктор Гучев, пред да ги вклучам следните гледачи, вие сте клиника, не сте амбуланта каде што треба само да дојде, само да прашам или само дел од работата, да. Колку еве кога зборувавме за групна набавка на лекови, самата децентрализација на лековите всушност и ќе го намали тој товар што можеби ги имаат лекарите кои што работат на скопските клиники. Да, ќе помогне, вистина. Заради тоа што сега имам еден систем каде што, баш како што кажувам, секој ходник на клиника објавува набавка, а од друга страна, каде што би било искрено поубаво да група држави го прави тоа, а од друга страна пак пациентите каде и да се наоѓаат во Македонија, треба да доаѓаат еднаш месечно да подигаат терапија. Што е огромен и административен товар за клиниките и разберете дека ние покриваме многу мал процент од она што би било светски статистички израчунатата потреба за соодветни терапии. Што значи кога ние ќе ја постигнеме онаа ултимативна цел која што сигурно ќе ја постигнеме еден ден, во тој случај начинот на дистрибуција сегашна е неизводлив. Втора работа, пациентите самите по себе, мислам да бидеме искрени, или немаат доволно пари, или немаат доволно време за тоа. Тоа подразбира еден цел изгубен ден секој месец за подигнување на терапија, пак да кажам, за нешто што е најнормално. Ова се базични нормални работи, не е никаква екзотика, лек како лек, мислам, најбанална работа е. Лек кој што им треба, кој што си ја препишам по меѓународни критериуми, кои што ако продолжуваат со соодветни контроли кај нас им помага,
навистина може да си го подигнат во било која аптека која што ги задоволува условията која што државата ги препишува за тој тип на лекови. Да, тоа е тоа доброто што треба да Апсолутно. биде. Наместо од една страна на вас лекарите можеби одземаат време за итни случаи или едукација, лабораторија, меѓутоа од друга страна пациенти патуваат по 200 километри само за една ваква, како да ја кажеме, банална работа. Видете, ние ќе се справиме со тоа, иако прави гужва, и прави административна гужва и одзема време, особено еве ги гледам на специјализантите кои што се навистина, ви им благодарам за тоа што го работат, но го вршат најголемиот дел од административната работа, се разбира под наш надзор и мислам тоа одзема неверојатно многу време кај нив, кое што време искрено мислам дека може и по-продуктивно да биде искористено. Нашите административни работници исто така премногу време за тоа, но пред се и над се, сега почнавме од опашката пациентите. Навистина пациентите нема зошто да доаѓаат секој објективно да доаѓаат толку често, кога тоа се лекови кои што може да се подигнат и во светот се подигнуваат од аптека. Така. Пред да продолжиме, еве имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало? Во програма сте, повелете. Сакам да го... Ало? Во програма сте, господјо, повелете. Сакам да поставам прашање до... Сакам да поставам... Ве слушаме, во програма сте. Намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме. Ама друга зборува. Намалете го звукот на телевизорот и ќе не слушате. Ама сега зборува една како да зборам јас. Дали имаме друг гледач, повелете? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Поздрав до водителката. Ви благодариме. Голем, прв пат за ова докторче го гледам младо, успешно. Имам едно прашање, се јавам од Битола. Повелете. Многу соодветно убо облечено, убо се поставува, се најубо супер. Поздрав, среќана нова година. Не да ми работиш, да не спасиш. Јас овие реклами не одам. Од Битола се јавувам, бев во рематологија кај Марија Налбати. Добро. Може би е познато. Добро. Мене пуште на снимање, направив снимка во Демикисар, се вратив со резултатите, ми вели ваква пациентка не ми има дојдено крвна слига, направив се во ред. Ама рамената многу ме болат, рамената и мускулите. Ми вели никаква диагноза не можам да те дам освен Дорета и аспирин. Да не земаш на своја рака со овие реклами што ги... Да, тоа го споменавме и со првата гледачка, така. Предпоставам дека дилемата е еве со болките, меѓутоа нели се тоа малку пресилни лекови, се предпоставам си има. Не, видите, тоа што колешкото го направила, окей, апсолутно, земајќи предвид дека сакала да спречи една хронично прекумерна примена на нестероиди, нели, заради нивните несакани ефекти. Веројатно сметала дека зглобовите се преистрошени. Сега, ако сакате, вие можете да се разбира да земете еден упат и да дојдете на второ мислење и кај нас, да видиме некои дополнителни анализи кои што еве сега баш ова може да го искористиме за лабораториите. Тоа сакав исто да ви не биде да прашаме. Да, за некои дополнителни анализи кои што ги немаат за жал во Битола да ги направиме, па да видиме дали можеби нешто дополнително ќе одгонетнеме и ќе можеме да ви помогнеме. Така да слободно земете еден упат. Истиот апел како вас го добила и од докторката дека од интернет такво да не зимаат на своја рака. Апсолутно, ве молам, од интернет не купувајте лекови, суплементи, немајте. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, поздрав до докторот. Ви благодарам. Сакам да прашам дали како може да дојдеме до кај докторот, идам кај матичната, бараме термин, ама ми вика дека не можеме да дојдеме до него никако. Дали ќе може некако со приоритетен упат да стигнеме до кај него? Се јавувате од Скопје? Да, од Скопје сме. Така. Еве, доктор Гучев, тоа ни е со термините често прашање. Видете овака, за термините индиректно одговори и за овој пациентката, односно за господјат.
во однос на термините. Моја мала фрустрација со пациентите е што главната жалба ви се термините. И тоа е главната жалба која што секогаш ќе правите и кон сите власти кои што до сега еве 16 години на јас на реума, за тоа не сте во право. Отворено не сте во право. Значи, подостапен систем од нашиот нема да најдете никаде. Значи, доколку сакате навистина нешто, прво, верувајте им, гледам дека има и лекари, има интернисти, има и матични лекари, семејни доктори низ целата држава кои што се навистина солидни. Значи, испочитувајте ги нив, ве молам. Кога не се доволно добри, пожалете се од нив. Кога се добри, испочитувајте ги. Бидејќи навистина имаме повеќето проблеми со кои што ги гледаме барем првично на ревматологија, не воопшто не се за терцијарна установа. И голем дел од тоа и притисок и на пациентите да бидат видени на клиник. Значи, ве молам, почитувајте си ги лекарите. Тоа е оно што го зборуваме патот на движење. Да, гледаме, ова и не е само ние да се растеретиме. Ова е бидејќи и ги демотивирате докторите и на другите места после тоа, што не е во ред. Значи, мотивирајте ги. Ги гледам сега младите, има навистина еден добар број на извонредно мотивирани и паметни доктори, млади доктори кои што треба да ги задржиме. Треба да ги задржиме, дел од нив сакаат да се работат и во своите матични градови и места. Зошто да не? Тоа е фантастично, тоа е многу убаво. Но и ние преку лабораторија, ова што го зборуваме. Значи, тие лекари да завршат одредена, и општи интернисти да се, или да се во одредена субспецијалност на интерна. И да можат со централна набавка и со овака, како што рековме, централно препишување на лековите преку мој термин, ќе можат да ги препишуваат сите овие лекови, исто како сите ние во Скопје. Верувајте, тоа е голема мотивација на луѓето кои што, да кажем, имаат амбиција. Децентрализирано земање на лабораториски примероци. Не, зборувам за лековите. Дополнително, зашто Марија Налбанти да не може анти-ЦЦП да сработи или да сработи еден, не знам, Анаскрин во Битола, која што е клиничка болница, кога има такви државни лаборатории, тоа е еден куп финансиски. Значи, може, на крајот на криштата, може да се работи и на истите места, но централно секоја болница да ги боцка на едно место сите пациенти, зашто да ги пуштам на 4 места да се боцкаат, на 3 или на 4 места да се боцкаат пациентите, посебно кои ќе дојдат прв пат. Значи, тоа би биле предностите или ефектот од она што го збориме со ќе отидат на едно место, ние ќе пишеме, ние како професионалци, како лекари, што ни треба? Нас ни треба да се направат соодветните анализи, да го видиме пациентот, тоа е добро направено. Во системот имаат 30 дена во кои што можат да дојдат на контрола, без нов упат, знаат кој ден работиме во амбуланта, ќе дојдат, ќе се најават, ќе си бидат редно видени, со резултатите во рок од тие 30 дена нужните работи се завршуваат, тоа е тоа, но зошто да тоа може само во Скопје кога парите се исти? Зошто? Зошто Налбанти да не може во Битола, да си ги назначи анализите, па некој да дојде со комбе или не знам како и да се организираат, еве во Скопје се прават да се направат тие анализи, електронски да се постираат во мој термин и тој пациент да си ја заврши работата таму. Така да исти се средствата. Буквално со истите средства значително поголема ефикасност. И пак да кажам, и со ова што праша пациентката. Инаку со приоритетен упат можете било кој ден во приоритет на амбуланта да дојдете, ќе ви бидат назначени соодветни анализи, ќе бидете видени од ревматолог, а после тоа за контрола можете да дојдете и да бидете видени понатаму. Тоа е реално одговорот, иначе кај мене конкретно или за кај било кој конкретен доктор, навистина морате да дојдете и да почекате соодветен термин на име на соодветниот лекар. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Претходно доби врска, меѓутоа ми случите. Еве во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Човек сум на 82 години. Добро. Ревматологија имам почнувајќи од черепот до стапала. Имам отоци по шака и зглобовите над стапалата. Бев на ревматолог, на клиника, ми даде некој бруфен прашок.
за смирување на болки во моментот. Ги Добро. спивти, меѓутоа немам подобро. Што понатаму? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, ова конкретно е за. Воспалителни ревматолошки болести кај повозрасни луѓе, како кај господинот, да се јават, да се појават, се доста ретки, ама може да се јават. Така да сега лекувањето се разбира со зголемена доза на внимателност. Така да би му препорачал на пациентот што ме така, штом тоа не е задоволително, пак земете упат, дојдете, направите ги соодветните анализи повторно ако треба, пошто тие може да се сменат во меѓувреме и после тоа ќе гледаме ако не да ви дадеме соодветна базична терапија за да се одржи добриот ефект на, да кажеме, ова, пошто рековте бруфенот кратко помага, да тој ви помогне, па да ви дадеме нешто да го задржи тој добар ефект и да се разбира со минимални или без воопшто насакани ефекти бидете подобри. Ке треба да го наштимаме тоа. Доктор Гучев, ќе биде ли олеснување електронски систем за пропишување на биолошките лекови? За сите лекови би рекол. За биолошките не се многу извикани сега, заради тоа што се предизвик, апсолутно. За кој што не е нерешен се уште, апсолутно. Но да, ќе биде. Видете, ќе ни даде една голема предност и за сите лекови, не само за биолошките. Што тука веќе има биолошки лекови, таргет лекови, специфични лекови од најразлични видови. Ќе ни овозможи повеќе различни работи. Значи, прво, ќе ни овозможи да било кој специјалист во своето поле може да ги препишува, што значи ќе ни ги мотивира и докторите надвор од едно централно место да ги препишуваат и ќе добиете и на квалитет надвор од едно централизирано место. Втора работа, ќе ни овозможи листа на пациенти. Тоа е нешто што е многу битно. Ќе ни овозможи up-to-date жива листа на пациенти, значи во моментот која е нивната состојба и под кои критериуми тие кои критериуми ги задоволуваат за соодветен лек. Што значи државата во секој момент ќе може да види кој лек на кој пациент му треба и колку пациенти и за кои лекови им треба. Значи ќе може многу баво да се планира. Трета работа, ова со ефикасноста што го зборуваме заради тоа што со тој тип на планирање мислам добиваме најефикасно користење на средствата што веќе ги имаме и најефикасно планирање за идните потребни средства, но и мора да се каже не е све розово. Штом вие ќе имате ваков еден систем, ќе може некој да сака, не дај Боже, ви да го манипулира. Тука добиваме и контрола. Заради тоа што добиваме и контрола, ние електронски ги ставаме како лекари, значи критериумите кои што пациентот ги има. Тие критериуми, сега конкретно на клиниката се прават контроли од фондот, се гледа дали е вистина тоа што е електронски пишано, дали е вистина така и на хартија и во документите кои што пациентот ги има. Значи, тука добиваме и контрола врз соодветното препишување на лековите, заради тоа што се разбира дека и тоа е многу битен дел на ефикасноста на системот. Претпоставам не само за вас како лекар што работите на клиника ќе биде олеснување, него и тоа што го потенциравте и на оние во внатрешноста ќе им биде од пресудно значење да имаме таков електронски систем. Апсолутно и ќе го олесни овој проблем кој што редовно го имаме кога тука доаѓаме, како да дојдеме до вас. Луѓето сакаат да дојдат, меѓу другото заради тоа што има одредени анализи што државно можеме само ние да ги препишеме, што нема зошто пак да кажем ист кош на парија. Мислам на државно ниво препишани за таа работа, одредени за таа работа. И друга работа, само вие, ако не дај Боже, ни притреба некој понапреден лек, можете да го препишете. Навистина нема зошто да е така. Така. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, доктор Гучев, еве како што почнавме, така да завршиме. Ако велиме дали може да се смени перцепцијата за подобро здравје, значи де факто може да се смени перцепцијата за подобро здравје, меѓутоа кога би биле, како рековме, во исти тим да бидат и здравствениот систем и пациентите. Да, некако ние сме во ист систем, ние сме во ист кош. Ние само треба да сме свесни дека буквално сите сме во ист кош. Ја искрено верувам дека постои професионалност, постои добрина, постои расположба. Значи постои се што треба
И заради тоа некако со времето стварно почнав да мислам дека се што е потребно е да ја согледаме реалноста, дека имаме се што ни треба и можеме да си направиме еден систем, со тоа што го имаме, да направиме еден систем кој што е навистина подобар за сите. Така, меѓутоа да, можеби не може во исто време ние да имаме и групна набавка на лекови или да се случи во исто време, па да имаме исто и електронски систем на пропишување на биолошки лекови и децентрализирано земање на лабораториски анализи, меѓутоа кога би се почнало од едното од тие, секако тоа ќе значи веќе навистина менување драстично на самата перцепција. Па, ние имаме веќе електронски систем. Мој термин е супер. Да. За некои работи веќе се користи тоа уште еден-два чекора тука, мислам, така да тоа е веќе направено. Во однос на набавките, за некои работи имаме централни набавки, еве, инсулините на пример се извонреден пример за тоа. Тоа е пример кој што треба да се искористи. Мислам дека е најздрав пример и најубав, најуспешен пример за како треба да во основа се набавува, зашто се набавува централно и се дистрибуира централно. Така да тоа што на пример се направи со инсулините, да тие се набавуваат централно и се дистрибуираат децентрализирано, се направи во еден акт. Се направи одеднаш и заедно со овој начинот на припишување. Така да тоа што се направи за инсулините во основа може да се направи и за друго и да бидеме многу поефикасни. Така. Времето на денешната емисија ни помина. Доктор Гучев, јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин и што кажавме некои работи кои што се надевам дека навистина и значат и ги слушаат и тие што треба да ги слушаат, за едноставно навистина да ја смениме перцепцијата во интерес на сите нас. Така е, ви благодарам што ме поканивте. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Во понеделник со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.